Њујоршкиот суд ги направи јавно, го направи јавно сведочењето на понешниот прв разузнавач Слободан Богоевски. Прво да прашам, коинциденција ли е тоа што овој документ се појавува како јавен сега? Ваше мислење? Колку што знам, самиот судски процес не е од вчера. Многу одамна, да. Меѓутоа, мислам дека сега ја не би рекла дека е случајност. Прво, да. Тоа е мојот личен став. Затоа што коинцидирањето на имињата во случајот Маđар Телеком од отварањето на истрага од страна на обвинителот во Бон против директорот на Дојче Телеком и одврзувањето на целокупната афера во Телеком, некако имињата кои што фигурираат во тој бизнис, особено во делот на како Матав, ги презема акциите на Кондоминас и се она што значи, да кажеме, релации на тогашните луѓе, особено на премиерот од тогаш од позиција на министер за финансии, меѓутоа и целокупното коинцидирање на оваа афера која што повторно добива на свое значење со аферата прислушкување која што ја отвори СДСМ. И јас лично сметам дека овие две афери или два големи коруптивни ќе имаат заеднички скандали, точки каде што ќе се ќе има повеќе точки на вкрстување, особено ако го земете составот на партиската фирма Аналитико АИ. Ако ги земете сите останати лица кои што ги спомнав, а некои не спомнав, ќе видите колку тоа соодветствува на тогашната ситуација и релација во Маđар Телеком со власта и со ова сега што го имаме и доминантните партнер бизнис телекомуникацијски релации. Затоа, кога зборувам за ова, мислам дека двете афери може да се подведат под едно име телекомуникацијски приказни, што се шанса, како што вели и Прибе, и тест не само за судот, туку и за јавното обвинителство, меѓутоа и за истражните органи, пред се мисли на МВР, кои што треба екс официо да постапуваат по допрен глас. Вие гледате сега, имате бројни афери, меѓутоа немате никакво реагирање, нити од обвинителот кој што по допрен глас може да отвори некаква истрага, ако смее нормално се покажа дека не смее. Каков развој на настаните очекувате по објавувањето на сведочење на Богоевски, кој е контроверзно само по себе, но открива многу значајни работи, дел од нив се работи кои биле некаква јавна тајна, кои сме знаеле, но не сме имале докази. Знаете, јас да ви кажам не се сомневам во точноста на исказите на Богоевски, затоа што тој ги дал под заклетва пред како негова одговорност. Може би не се согласувам со неговата улога во целокупниот процес, бидејќи да бидеме тој признава дека бил дел од таа коруптивна сделка. Вид на посредник, еден вид на посредник. Меѓутоа, знаете, во вакви случаи каде што се тангира висока корупција, дури и тој што ќе се одлучи да проговори за дека учествувал во некакви незаконски дејствија, може да биде заштитен во приказната, затоа што открива многу по-голема мрежа на луѓе кои што учествувале во таква коруптивна сделка и во некоја друга, реална истрага или акција на истражен орган, тој би бил прикриен полициски исследник кој што овај го договара, посредува и ги има сите луѓе во рака. Меѓутоа, дури од оваа временска дистанца, неговото признание ќе отвори, можеби не со сигурност ќе потврди точно на одредени информации, тоа претпоставувам ќе го ценат и тамошните американски судови. Американскиот суд нема да суди, нема да им суди на некои од актерите, особено во Македонија. Кој ги презема тие случаи, ако е тоа точно? Точно, да. Новиот обвинител специјално. Па знаете, сега не би Њујоршкиот суд сигурно нема да се бави со многу од деталите кои откриваат
сериозни, како да кажам, девијации на системот во транзиција конкретно трае со насочен, години. да. Значи ние Министерството за внатрешни работи се е еден детал од тој период кога се актуализира Њујоршкиот суд, откако го актуализира прашањето со подкупот во Телеком и учеството на наши, да кажеме, представници од политичкиот естаблишмент во власта во тие сделки. Во 2008 година распишува, ако не се лажам, и МВР излезе со официјални информации и соопштенија дека поднесува кривична пријава под сомнение, дека ќе се прави истрага и така натаму. 2008, меѓутоа се појави информација дека токму Кондоминас пред да биде уапсен за голема сума на пари посредувал, односно влијаел во високи полициски структури да се донесе одлука за повлекување на меѓународните потерници против лицата кои што се во Македонија се така во аферата, да. Бидејќи стравува дека тие би сведочеле против него. И знаете, тогаш не излезе Гордана Јанкуловска, како нели она кажуваше дека за се има цврсти докази, па гледаме колку обвиненија падна на суд. Тогаш ги пушти од секторот за меѓународна соработка да кажат дека тие работеле по меѓународна регулатива, како распишувале потерници, така и ги повлекувале. Меѓутоа, за волја на вистината, тоа го мислам дека го потврдува и Богоевски во едно од неговите интервјуа во претходната година, дека на вистина е сопрена истрагата и потерницата за лицата. Сега, знаете, да не бидеме наивни. Ако Кондоминас е главниот човек во приказната за Маđар Телеком, што наводно ние треба да го истражиме, а американците се на завршеток, и ако тој е познатиот бизнис партнер, кој што на многу интересен начин, во многу интересни релации со негови луѓе, со негови фирми добива милионски бизниси, кои што не се означени на табла за градење по закон за градежни, за градба, и на хотелот со 4-5 звезди на плоштати офицерски дом, и како тоа го добива, како го добива медиумскиот бизнис, првично медиумскиот бизнис во Македонија, па потоа го предава на човек близок до првиот човек на T-Mobile Македонија. Тогаш да не чуди што овие две афери повторно поврзани со телекомуникацијскиот бизнис и во однос на незаконското прислушкување, меѓутоа и во однос на подкупот во Телеком доаѓа до едно слевање. Заеднички именители. Специјалниот јавен обвинител, значи покрај тоа што има обврска да ја преземе истрагата за политичкиот сега монтиран случај пуч, има обврска да работи по поднесените кривични пријави од СДСМ додека ги објавувавме бомбите, меѓутоа да не заборавиме дека СДСМ излезе со став и тоа е така, дека ние ќе му ги предадеме сите материјали, што пишани, што аудио материјали, кои што можеби ќе откријат и друг вид на сознанија, кои што ќе помогнат можеби и во овој случај, со тоа што да кажеме би можело да се одврзе една поширока дебата или истрага по повеќе прашања и верувам дека стравот на власта е токму од последиците од законското работење на тој специјален јавен обвинител. И се сеќавам дека неколку пати ти бев гостин, ја почнувавме со реченицата на Джовани Фалконе, една дебата. Јас се уште верувам дека мафијата не е непобедлива и можеби специјалниот јавен обвинител ќе ги постави темелите на законитото и уставното работење на судот и обвинителството, кои што за жал падна и на тестот на јавноста. Ако не успе
и на тестот во меѓународната... Ќе се дозволам коментар, ако не успеа во тоа, може да македонците им се приклучат на сириците на патот кон Европа. Но за тоа, друг пат, на крај едно прашање, аферата Телеком, седочењето на Богоевски, меѓу другото го инволвираат и Социјалдемократскиот сојуз, односно највисокото раководство на Социјалдемократскиот сојуз. Дали седочењето на Богоевски отвара кај вас интерна дебата? Бидејќи не може не е актуелното раководство на СДС, но СДС како партија и владата на СДС на известен начин е имплицирана. Знаете, јас во имињата кои што можеби во тој период биле на некои од Вие не сте биле точно партија. партиските позиции на СДСМ, не гледам актуелни Не, партиски но дали експоненти. тоа значи дека не треба да отворите дебата кои се, бидејќи ја не верувам дека некои од тие луѓе кои биле во обкружувањето на Бучковски не се и денеска во партијата. Значи, знаете, јас, мојот личен став по тоа прашање е дека незаконитите дејствувања немаат ниту етничка, ниту партиска боја. И ние нема да бидеме доследни во нашето промовирање на нашата искреност во имплементација на сите овие прашања за кои што зборував до сега, ако ја попречуваме дебатата во партијата или ако не согледаме кој тоа во партијата или од име на партијата некогаш бил вклучен во некакви действија за кои што доколку нормално има процедура би се Односно, отворила. моето клучно прашање до кое сакам да дојдеме, дали не стравувате дека утре, кога ќе се отвори, може би случај околу тоа предмет, дека нема да имате луѓе од партијата кои ќе речат, ај ова да го закочиме бидејќи и наши луѓе се внатре. Не верувам дека тоа ќе се случи. Искрено не верувам. Добро, ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.